Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Го следите вториот дел на Нов ден, а денес тој е резервиран за темата на денот. Деновиве актуелна тема низ североистокот, а општо и на нивото на цела Македонија е дебатирањето во врска со лицата со интелектуална попреченост. Се собираат потписи и тоа се со цел за да се регулираат општите услови во врска со лицата со попреченост. На оваа тема денес разговараме со нашата денешна гостинка, господица Мартина Костовска, психолог во Здружение Регионален центар за лица со интелектуална попреченост. Порака наша. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам повторно за поканата да учествувам во оваа емисија. Така, господице Костовска, ова е наше второ дружење, значи ние пред неколку месеци имавме можност да поразговараме, да продискутираме, да слушнавме едно кратко резиме историјата на овој регионален центар, па да почнеме првен со темата, па потоа ќе се осврнеме на други работи. Кои се барањата на родителите кои што имаат деца со интелектуална попреченост? Така, најпрво да почнам како дојде до оваа идеја. Значи, идејата потекнува од Регионалниот центар за лица со посебни потреби од Скопје, кон која се приклучија други организации. Значи, родителите едноставно решија, како што сигурна сум дека многу гледачи гледа на вестите, дека кампуваат 3 дена пред собранието, се со цел да бидат слушнати нивните барања. Тие имаат конкретно изготвени барања кои што бараат измена на закони, подзаконски акти и правилници кои што се однесуваат на лицата со посебни потреби. Поради тоа што не успеа за 3 дена за време на кампувањето да соберат 10.000 потписи, колку што им беа целта, туку собра 4.000. На социјалните мрежи се расшири прашањето за некоја онлайн петиција или за отварање на пунктови по други градови. И на тој начин решивме и ние да се вклучиме од Куманово како регионален центар за лица со интелектуална попреченост од Куманово. Сметавме дека е наша должност и одговорност и наша желба да бидеме дел од оваа иницијатива. Значи, мора да напоменам дека ова е граѓанска иницијатива и воопшто не се работи за организации по име, не се работи кој ќе потпише, кој почнал, кој како ќе таваши, туку крајната цел е најпрво да се слушне нивниот глас, гласот на семејствата на лицата со посебни потреби, нивниот глас и на крај да се соберат тие потписи за да кажат колку се, дека ги има многу и да ги достава до собранието за да се почне конечно, освен само празни ветувања, да се направат тие измени во законот кои што ги бараат родителите. Така, значи да почнеме со некои барања. Дали можете да не прецизирате некои од барањата? Гледачите имаа можност да слушаат, еви во нашите дневници, ние медиумски го пропративме тоа, но да слушнеме и од вас. Така, па ние генерално знаеме дека лицата со посебни потреби кај нас во нашата држава се прифатени делумно од страна на обичниот граѓанин. Знаеме дека сите политички партии никој никогаш нема да одбие нешто или да каже нешто лошо за нив. Сите ќе дојдат, сите ќе поддржат секаква иницијатива. Меѓутоа, ова е некако се чекор да се преиде на дело, нели, од зборување на дело. Така да, иако почнавме и се приклучиме сите организации од сите градови, отворија пунктови за собирање на потписи, сепак крајната цел е, како што споменав, да се направи нешто и да се смени во самиот закон кој што сам по себе дискриминирачки. Во минатата емисија зборувавме, спомнавме Конвенцијата за правата на лицата со посебни потреби, значи тоа значи дека кога Македонија има ратификувано таа конвенција, значи дека треба законите во нашата држава да ги
поистовети да ги усогласи со оние кои што со тие членови кои што се во Конвенцијата за правата на лицата со посебни потреби. За жал, не се сите направени и неколку од нив се доста дискриминирачки. Така да родителите ги поделија барањата, имаат поставено услови кои што очекуваат да се третат на наредните 6 месеци, имаат поставено барања за одредени промени во кои што очекува да се променат во наредните 3 години, да речеме, бидејќи знаеме дека кај нас менување на закони и подзаконски акти оди малце потешко и поспоро, со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме периодов, може би ќе оди уште потешко, меѓутоа тоа не значи дека треба да ги запоставиме. Така, ова не е нешто што треба да се занемари без обзир на ситуацијата во нашата земја. Каков беше одзивот на граѓаните? На кои се места имавте пунктови за потпишување? Значи, ние уште првиот ден се обидовме да се организираме, бидејќи ние сме сепак социјална сервисна служба, како дневен центар. Ние имаме лица со интелектуална попреченост над 18 години, кои што секојдневно доаѓаат во центар, кои што се таму од 7 до 16:30. Ние сме 4 едукатори кои што мора да бидат присутни со нив и да работат со нив и истовремено да ги извршуваат своите текови работни задачи. Поради тоа имавме ангажирано мобилни тимови и затоа би сакала да се заблагодарам на сите волонтери, ученици од Економското училиште, од Средното медицинско училиште Наце Боѓони, од Основното училиште Кочо Рацин, кои што секогаш директорките се спремни да ни помогнат, со кои што имаме подпишано меморандуми за соработка и ги пуштаат учениците да дојдат и да се мобилизираат. И на тој начин тие станаа дел од нашиот младински центар на порака наша, кои што беа раздвижени во сите преквантни места низ градот. Меѓутоа, во самиот центар секојдневно беше отворен пункт, каде што на наше големо изненадување дојда многу луѓе, дојда пратеници, дојда претседатели на партии, дојда значителни луѓе, дојда обични поддржувачи семејства на лицата со попреченост, дојда некои буквално само со целта да се потпишат и да искажат својата поддршка, некои дојде да се дружат. И на крај вчера, значи, се обидовме да направиме еден јавен собир, значи не би го нарекла тоа протест затоа што ние не протестиравме на тој начин, туку да излезнеме од она пластичното ставање на потписи, туку да покажеме дека ние сме тука, нели, децата ги тие не се деца, нели, возрасти над 18 години, со нивните родители излегувавме кај културниот дом и имавме еден така мирен собир на кој што носевме транспаренти, на кои што ги испишавме нивните желби, нивните права. И со тоа сакаме да ставиме јасна порака дека собирањето потписи ќе продолжи, се случува веќе, се случуваше и во текот на самиот јавен настан, меѓутоа самите лица беа таму да се чуе нивниот глас, со поддршка на нивните родители, секако со наша поддршка и со поддршка на сите оние кои што се директно загрижени за нивните права. Така. Сега вака, господице Костовска, вие сте во еден директен контакт, како што рековте, со лицата со интелектуална попреченост над 18 години секојдневно, а со самото тоа и со нивните родители. Ајде некако да им го доближиме тој проблем, тоа чувство, тоа емоционално дружење помеѓу децата и родителите. Зошто нивните родители живеат во страф? Сега, зошто вака? Секако, како што рекоа во едно од барањата, освен да се реши општата состојба на тие лица, тие се плашат за нивното вдомување после својата смрт. Така, вдомувањето е еден од поголемите проблеми, бидејќи, како што знаеме, лицата со посебни потреби се раѓаат и како такви тоа е состојба која што трае цел живот. Во Законот за заштита на деца, кој што е променет во јули 2016 година, значи стои дека како и до сега приматели на посебен додаток се лица со посебни потреби до 26 годишна возраст.
ќе се сложите дека тоа е малце апсурдно, затоа што ако си лице со посебни потреби, ти си лице со посебни потреби цел живот. Како ќе се снајдеш после 26 години? Така, тогаш ни прекинува посебниот додаток и едно од барањата на родителите е да се избрише возрастната граница од законот. Значи да не постои возрастна граница до 26 години, туку бидејќи состојбата е перманентна, таков да биде и законот. Што се однесува до вновувањето. Една од најголемите грижи на родителите е што со моето дете кога мене ќе ме нема. Така да еден од нашите трансференти беше кој ќе се грижи за мене кога моите родители ќе ги нема, кое прашање кое што има совршени примери во поразвиени земји, по демократски земји како Норвешка, како Шведска, каде што има веќе отворени установи и дневни центри. Значи, барањето е да се отворат повеќе дневни центри, стамбени единици, каде што родителите ќе бидат сигурни дека и по нивната смрт државата ќе ја превземе улогата на нивен згрижувач, на нивен бранител, значи ќе се грижи за нив 24 часа согласно со нивните потреби, бидејќи не сите деца имаат исти потреби, не сите лица со интелектуална попреченост имаат исти барања, некои се способни за одредени работи, некои помалку, некои повеќе, па према тоа, значи постојат начини како тоа може се да се изведе и кај нас е процес кој што треба да почне и да заживее. Тоа е едно од барањата што се однесува до домувањето. Другото е исто така од особена важност е секој родител кој што има лице со попреченост, значи во своето семејство, било како вид на попреченост, има право на надоместок од 4800 денари, значи на скратено пола работно време. Едно од барањата е да секој таков родител, бидејќи мора да седи дома и да се грижи за тоа дете, да добива барем половина од просечната нето плата во последните 6 месеци. Значи, ако некој зима 25.000 денари плата, родител на лице со посебни потреби би требало да зема половина од таа плата, не таа плата да биде сведена на еден износ кој што важи за сите. Значи, сепак реални се нивните барања? Многу реални, многу неопходни и се случуваат, не се невозможни, значи постојат начини како тоа да се реализира, постојат механизми, сигурно сум дека сите здруженијата имаат своја програма и своја замисла како тие проблеми ќе се решат. Кога зборуваме, минатиот пат зборуваме за инклузивно општество и го спомнавме инклузивното образование. Знаеме дека во нашите училишта има инклузивни паралелки кои што имаат лица со посебни потреби. Едно од барањата исто така е и оние наставници кои што во своите класови имаат лица со посебни потреби, да имаат исто така уште повеќе паричен надомест, значи месечно паричен надомест, поради тоа што имаат во својата група лица со посебни потреби, за да има поквалитетна настава, да зборуваме за инклузивно образование и тој наставник да добие. Но сега тука да додадеме нешто, зголемен е и бројот на дефектолозите во училиштата, тоа е забележително. Така, зголемен е, меѓутоа, видете, ние сме 4 едукатори во дневен центар кој што има 22 корисника. За квалитетна работа некогаш е потребно или неопходно да работи 1 на 1. Значи, ти имаат променливо расположение, имаат, за жал, некои од нив имаат епилептични напади кои што може да се случат во секој момент. Потребен е кадар не само во дневните центри, туку и во училиштата. Не зборувам тука само за дефектолозите, зборувам и за психолозите, и кадар кој што ќе биде едуциран, кој што ќе знае како да се справи, и секако и тој кадар заслужува додатен паричен надомест. Уште една работа која што би сакала да ја споменаме и според правилникот за лицата со посебни потреби, значи начинот на добивање на ортопедски помагала, да речеме, сега се добива според диагноза. Значи, ти исто така бараат во законите да се смени тие ортопедски помагала, добивањето на тие ортопедски помагала, без разлика дали тоа инвалидска количка која што нели со текот на времето може да се скрши, може да се или ортопедските помагала да се истрошат, да имаат на било кој начин. Да можат повторно да ги бараат и повторно да имаат фонд
и начин како да ги добијат, бидејќи сега за сега тоа го немаат. Значи, тоа е едно од исто од барањата што ги имаат зацртано, збориме за она што очекуваат тие да се смени во наредниот период. Така. Некој од колегите од информативната редакција беше на терен и успеа да сними еден прилог во врска со темата за која што разговараме. Предлагам, почитувани, да го проследиме прилогот и се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот. Лицата од Порака наша заедно со своите едукатори се вклучија кон давањето на поддршка на лицата со интелектуална попреченост, со цел да се имплементираат законите и да се подобри социјалната здравствената состојба на сите лица во Центарот Порака наша и на останатите. Во Центарот престојуваат лица над 18 години и спаѓаат во ризична група на корисници, вели Силвана, со огледа и нивните родители се во подминати години. Поради тоа, оваа иницијатива е со цел, освен да се подобри општата состојба, бараат и да се регулира нивното вдомување по смртта на нивните родители. Оваа иницијатива алудира на тоа да се значи освен што ќе се подобри социјалната и здравствената заштита, терапевскиот дел со цел нивно рехабилитирање, меѓутоа и нивно удомување по смртта на нивните родители, тоа е старатели. Значи градење на домови, центри згрижувачки или самите нивни домови да бидат трансформирани во таква формација во која што тие откако ќе си отидат од нивниот центар ќе можат да има лица едукатори кои што со нив ќе се грижат, дали се тоа мобилни дефектолози или нешто во тој контекст. Значи генерално да се издигне нивото и на свеста и на општеството. Затоа што во секој случај општеството е она кое што треба ние го градиме и треба да не ние да се прилагодуваме на него, туку тоа да се прилагоди на нашите потреби. Да живееме без страв за нашите деца. Кој ќе се грижи за мене кога моите родители ќе ги нема? За подобра иднина на лицата со посебни потреби да направиме промена. Не чекајте 5 до 12 за да ни помогнете. Беа само дел од пораките кои ги упатија. Голем број кумановци го дадоа својот подпис за поддршка на лицата со попреченост и нивните семејства на пунктовите поставени на градскиот плоштад во Куманово. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Од регионалните центри Здруженијата за лица со интелектуална попреченост апелираат почитувани граѓани да се потпишете и да им помогнете на овие лица кои што се навистина со посебни потреби. Господице Костовска, да издвоиме уште нешто од барањата, за да им ја доближиме сликата на гледачите. Така, например, јас би го запрашала секој гледач да се замисли следниот пат кога ќе прошета низ улиците на нашиот град, да види колку од нашите места се достапни, значи колку е достапно да се стигне до центарот на градот, да се стигне до плоштадот, кога тие би биле, да речеме, во инвалидска количка или кога би биле со некое друго штетување. Значи, едно од барањата е исто така да се следните објекти кои што ќе се градат, да биде безусловно ставено како правило дека мора да свртат внимание кон тоа дали влезот е пристапен, дали ќе има оставена патека за инвалидска количка, дали ќе има лифт и корекција на веќе постоечките објекти кои што се за жал тешко достапни, бидејќи постојат многу лица со посебни потреби кои што воопшто не можат ни да излезат ниту да се качуваат до своите станови ако се на повисоките спратови во веќе постоечките згради, затоа што нема лифт и се оставени на милоста на своите родители, на нивни, буквално кажано на нивен грб, да ги качуваат догоре. Така да тоа е исто едно од барањата, менување на урбанистичкиот план и исследување на тој инфраструктурен простор кој што пак ќе ги споменам поразвиените земји, во Хрватска веќе се случува тоа, значи новите згради кога ќе се прави плански нацрт, се води грижа за тоа дали ќе бидат достапни за лицата со посебни потреби без разлика од кој вид на попреченост станува збор, до кој степен. Вие уште еднаш ќе напоменам во директен контакт со лицата. Во колку групи беа поделени овие лица кај вас? Како мислите? Мислам конкретно во колку групи. Нели сите лица се над 18 годишна возраст, но зависно од потребите кои што ги имаат, претпоставувам ги делите во неколку групи. Така, меѓутоа ние ги делиме во групи бидејќи сме ние целокупен тим од психолог, дефектолог, социјален работник и педагог, значи еден комплетен тим, така би кажала, кој што се бави со
нивна ресоциализација и реедукација, така да ние ги делиме по групи не според категоријата, значи на попреченоста, туку според некои си наши внатрешни одредени регулативи, значи секој за да може да добие по-конкретна и по-квалитетна програма. Изготвуваме индивидуални планови за нив, изготвуваме месечни програми со кои што ќе се бавиме. Според кои програми работите? Центарот има своја програма според која работи последниве 10 години, која што постојано се надградува, така да јас би кажала дека во последниве години и надградена и преработена и дополнета, избогатена на многу повеќе начини. Значи нешто од тоа спомнавме минатиот пат, еве да речеме на новото сега работиме, имавме обуки за професионална рехабилитација, со тоа ќе го споменам уште едно од барањата на родителите. Значи тие бараат секој лице со посебни потреби да има личен асистент. Личен асистент е еден термин со кој што граѓаните допрва ќе се соочуваат и ќе го слушаат кога ќе станува збор за вакви теми. Личен асистент кој што ќе работи во влада и кој што ќе ги представува нив. Значи личен асистент може да биде нивен родител. Тоа е едно од барањата кои што стојат во таа граѓанска иницијатива. Исто така работиме на развивање на нивните работоспособни вештини, со што би станале поконкурентни на пазарот на трудот, бидејќи еден од начините да се живее самостојно, која што е целта на нашиот дневен центар како социјална телевизна служба е како што кажав, ресоциализација и реедукација, тоа значи спремање за самостоен живот. Многу од нив имаат каде да останат, имаат свој имот, меѓутоа не може да го наследат, значи многу од нив и немаат каде да останат. Поради тоа градење на тие стамбени единици, отварање на нови дневни центри, вработување на нов кадар, бидејќи бројот на лицата со интелектуална попреченост расне. Така, велат дека рапидно се зголемува. Така, и поради тоа многу е јасна потребата зошто се потребни тие дневни центри, зошто се потребни тие стамбени единици. Стамбени единици, по примерот на Хрватска, се веќе се изградени во Загреб и во нив живуваат, домуваат, значи до 4 до 5 лица кои што живеат самостојно, кои што се веќе спремни самостојно да се грижат за себе, па дури и некои од нив, оние кои што се работоспособни, одат на работа, заработуваат, другите се дома, спремаат ручек. На некој начин нешто тоа е слично на она што го правиме во дневниот центар, само што тоа што го правиме во дневниот центар кај нас завршува во 16:30 и после тие знаменуваат дома во своите семејства. Таму, значи или во тие стамбени единици, тоа е живот, не е имитација на животот, туку самиот живот. Значи, ние на некој начин ги спремаме буквално за тоа. Што со нив кога ќе останат сами? Ние сме се центар за лица над 18 години. Каква е психолошка состојба? Баш кога ги споменавте години. Бидејќи сега не почнуваме, туку веќе трае година дена проектот кој што го споменав за самоодредување и самозастапување. Значи сега веќе зборуваме за конвенцијата за права на лица со посебни потреби и за нивните права. Ги учиме самите да зборат во своје име, самите да кажуваат што е тоа што им го треба. И сега сме во таа состојба, би кажала, преодна, каде што се обидуваме да ги научиме да сватат дека нема постојано и нема секогаш ние да зборуваме во нивно име, нема секогаш мама и тато да зборуваат во нивно име, доку дека ќе дојде ден кога тие ќе морат да потпишат нешто, кога тие ќе морат да одлучуваат за себе, без разлика дали станува збор за некои основни работи како што е хигиена или облекување, до некои посериозни одлуки, значи дали продажба на имоти, каде што да бидеме свесни може да бидат доста злоупотребени. Исто така ќе се спремаат и брошури, неколку има спремно за заштита на лицата со посебни потреби од интернет злоупотреба, бидејќи некои од нив знаат да пишуваат, имаат своји Facebook профили и се исто така подложни на злоупотреба и подложни на сајбер криминалот.
тие работилници кои што ги работиме сега за само застапување, од нив ќе направи, се надеваме, за една година, една група на само застапници од корисниците на порака наша, кои што понатаму самите ќе одржуваат конференции, самите ќе држат настани и самите ќе зборуваат во свое име. Овој настан кој што го направивме вчера, кој што го направивме во четвртокот, да, пред неколку дена, јавниот настан беше една од целта беше тоа да видат тие таму, да се чујат тие, да ги видиме лично нив, бидејќи морам да кажам дека изненадена сум, да, не толку многу, бидејќи очекував поддршка, не очекував толку голема поддршка, бидејќи имаме соверено скоро 2000 потписи за 2-3 дена без воопшто, значи, некоја посебна реклама, освен тоа што објавуваме на нашиот Facebook профил, и дури имаше случаи кога поменувавме на пунктовите каде што беа поставени и кога ги прашувавме мобилните тимови на волонтери, дека луѓето веќе слушнале и сами им пристапуваат. Значи, сами доаѓаат и сами изразуваат поддршка, бидејќи јас лично сметам дека не постои човек кој што би рекол не на такво нешто и кој што не би сакал да се потпише, доколку не смета дека не е нешто тоа партиско или дека е политичко, туку дека се однесува конкретно само за нив. Така, немаше такво нешто, еве јас лично имав можност да присуствувам, еден од подписите кои што се најде таму е токму и мојот. Отидов уште првиот ден кога ги поставивте пунктовите и можам да кажам дека забележав многу луѓе. Навистина доаѓа, сами се потпишуваа и пружаа поддршка. Ајде вие како едно елоквентно лице кое што работи со овие лица, а пред се би сакала да ни кажете како психолошко лице. Дали на овие деца, еве така да кажам, им е потребно многу големо внимание? Потребно ми е секако, меѓутоа јас генерално како психолог јас мислам дека на сите нас ни е потребно огромно внимание, нели, меѓутоа ние имаме некои си одбрамени механизми, сега да не идам подлабоко во психолошки термини, фројдовски и его и суперего, како ние го храниме нашето его, ние ги имаме тие работи, тие ги немаат. И тоа е најдобрата страна од нивната психа, тоа што тие немаат развиени механизми на самоодбрана во смисла на зголемено его, значи тие не се... Еве вака, рековте и нам ни е потребно огромно внимание. Точно така се сложувам, но сепак ако ние, еве вака да се изразам за да подобро ме разберат гледачите, ако ние вака живи, здрави, значи нормално можеме да се движиме, да функционираме, да одиме на места на кои што сакаме, ни е потребно тоа огромно внимание. Како тогаш се чувствуваат тие? Тоа е многу интересно и многу дискутабилно прашање, затоа што нели индивидуално го доживуваме секој својот живот и јас и вие можеби ќе најдеме начин како да го сокриеме тоа. Можеби јас имам празнина во душата или празнина во срцето која што се обидувам да ја компензирам и ќе компензирам на некој друг начин, ќе барам љубов некаде другде или ќе барам... Или со работа, со било што. Така, ќе најдам начин како. Тие се непосредни, значи тие се непосредни, кај нив нема лага, кај нив нема маска на лицето, што е една од најубавите работи. Значи, кога ќе дојдете во нашиот центар, кога ќе ни видите хости, ќе видите дека таа нивна насмевка е вистинска. Никогаш не се смеат затоа што треба да се смеат. Никогаш нема да изглумат нешто затоа што треба да добијат нешто. Значи, иако сега до некаде се свесни, сега конкретно зборувам за корисниците кои што се во нашиот дневен центар, бидејќи уште подлабока и поголема е темата за оние лица кои што се дома, кои што нема каде да идат, бидејќи бројката во нашата општина е огромна на семејства кои што имаат лица со посебни потреби и тие деца го поминуваат своето време дома, само со своите родители, само со своите најблиски или само со своите комшии. Значи, кај нив социализацијата е битна и добиваат љубов од своите родители и пријатели, оние кои што им доаѓаат, значи зборувам за оние кои што се неподвижни, кои што се приморани да останат во своите куќи. Меѓутоа, кога ќе дојдете во порака наша се гледа ефектот на работа на 10 години
дружба со многу луѓе, значи и медиуми, и политички партии, и обични граѓани, и здруженија, и значи секаков вид на граѓани кои што доаѓаат, кои што ги посетуваат често и кои што со нив непосредно разговараат. Значи ние секогаш ги пуштаме нив прво да се поздрават, да се представат и да разговараат со нив. Да се почувствуваат важни. Така, токму и на ваквите манифестации ги прават важни. Исто како што беше манифестацијата за обележување на 10 години од постојање на порака наша, значи важно беше за тоа што тие беа глумеа во представата Ленче Кумановче, глумеа со средношколците од Средното економско училиште и после завршувањето на представата на наредните денови се зборуваше само за таа представа. Значи, потоа ги посети градоначалникот, ги посетија уште неколку луѓе и ден денеска сите кога ќе дојдат се сеќаваат на нивните улоги, им ракоплескаат. Имаме некои внатрешни анегдоти каде што една наша корисничка ја вика Скарлет Охара, тоа беше Сузе, која што ја глумеше Мирса, пријателка на Мирса и смислевме некој диалог и се гледа значи насмевката на нивните лица дека некој ги гледал, публиката дојде таму токму за нив. Во четвртокот исто така луѓето дојдоа токму за нив. Тие има прилика да гледат, па дури исто беше интересен и моментот пред да дојдам тука, пошто пунктот се уште стоеше, значи овој пат не беа потребни волонтери, дури ни ние не беа потребни, тие веќе научија што е списокот, сами бара од Сабајле да си го изнесат столчето каде што стоеше пунктот, значи има наместено дека тоа е иницијатива за собирање на потписи и бидејќи се наоѓаме на улицата Барам Шамани, која што е прометна, но не толку многу, почнаа самите да ги викаат и успеа да ги викнат и комшиите и околните куќи, да ги викнат и да им барат и да запомнат дека треба да понесат лична карта со себе и дека треба да се потпишат и да покажат каде да се потпишат. Значи, стана дел тие од самата иницијатива. Не беше тука веќе не бевме битни ни ние вработените кои што треба секогаш да сме се променлива категорија, нели? И сме последни. Родителите не беа тука, значи семејствата не беа тука, беа само они на тој пункт наредени на една клупа кои што чекаат да поминат луѓе за да соберат уште повеќе потписи, бидејќи на некоја ниво сватија дека тоа е нешто за нив и нешто важно. А за правата веќе збориме поради тоа што ги имаме тие работилници за самозастапување и веќе разговараме за тоа што е собрание, што е парламент, на кој начин се остваруваат нивните права, така да мислам дека се движиме во еден поинаков правец. Сега со новите текови кои што се случуваат во Македонија, се надеваме дека процесот ќе тргне само понапред и понапред за професионалната рехабилитација и за личните асистенти. Тоа е нешто кое што ќе треба да ги подигне на повисоко ниво, значи самата нивна инклузија, не да бидат затворени само во центарот и потоа во нивните семејства, туку да бидат некаде во некои супермаркети, без разлика секој според своите способности, секој може да работи нешто. По повеќето од нив. Значи дали ќе работат во некој супермаркет и ќе дигаат кути или ќе редат, не знам, некои производи на рафтовите, значи повеќето од нив може да работат и ги спремаме да работат. Така, одлично. Сега веќе кога ја разведривме малку оваа тема, се надевам дека баш и децата од вашиот центар ќе имаат можност и тие да ја погледаат оваа емисија, ќе им го дозволите тоа. Па ќе направиме една кратка музичка пауза, значи одиме со музика и пак се враќаме во студиото да продолжиме со. Твојот лик моја прва катанска љубов чиста како сълза. Сега кога пораснав сватив што си ти.
ништо не е сменето. Шушка молика, не, темно е. Светат фенери се, што имав заложив, да ти пејам под пенџери. Дали си уште сама, дали трагуваш, дали исто чувствуваш? Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повикам. Ништо не е сменето, шушка молика, темно е, тајно моја во душа, светат фенери, се што имав заложив, да ви пеам под пенџери. Се надевам дека ви се допадна нашиот музички избор, а ние продолжуваме понатаму. Еве, ќе ви издвојам вас како представник од Здруженијето Регионален центар Порака наша овде денес во студиото, па ќе кажам, вие како вработени се внесувате по се очигледно во многу улоги, не само во една, и ментори, и лекари на некој начин, и психолози, и педагози, и се. Па ајде да слушнеме следно прашање би било каков е третманот на овие лица кога имаат здравствени проблеми, еве кога се обраќаат конкретно кај лекар? Така, лицата со посебни потреби, значи кога имаат некој здравствен проблем, тоа се случува и кај лицата кои што го немаат тој проблем, значи кои што немаат попреченост. Понекогаш ние имаме потреба од придружник, нели, од родител, од мајка, од татко, од било кој, да биде со нас во болничкиот кревет. Едно од барањата на граѓанската иницијатива е придружникот на лицето со посебни потреби да биде ослободен од болничките трошкови, бидејќи сега како што стојат работите и тие плаќаат за престојот во болницата, значи како да користат и тие болнички кревет. Така да едно од барањата е да се ослободат придружниците на лицата со посебни потреби од тие надоместоци. Значи, третманот е од она искуство ние што го имаме, не сме слушнале дека се жалат, повеќе сме слушнале за некои подруги категории на луѓе, значи посиромашни луѓе или луѓе кои што не секогаш се сведува на тоа, на социјално маргинализирани заедници кои што ние колку и да сакаме да мислиме дека ги почитуваме или ги гледаме рамноправно, на некој начин ги дискриминираме. Целата ова иницијатива беше покрената токму поради тоа, за тоа што е доста дискриминација. Сега, иако во државата се битни други теми, овие лица не ги засегаат тие теми. Има иницијативи, не знам дали се сеќавате, тоа мене ми бар лично ми е една од поинтересните иницијативи кога децата со аутизам излегоа пред 2 или 3 години, мислам дека на денот на аутизам
излега облечени како црвни овчички. Значи родителите ги облекоа во костуми како црвни овчички и излегоа да се прошетат затоа што на тој начин символично представија како нив ги гледа општеството како црвни овчички. Така да третмани дури и сега за иницијативата тоа сакам да споменав. Иницијативата помина супер, значи потписите се собира масовно, пунктови имаше во порака наша постојано, пунктови имаше пред културен дом, имаше пред кај градскиот сад, како ние си го викаме Кумановци. Меѓутоа и сепак кога слушам од волонтерите имали реакција од типот дека ова е партиско или нели дека може да се злоупотреби или дека не веруваат во ова или дека не веруваат, но сакам да кажам дека постојат секаков тип на луѓе и секој од нас реагира на различен начин, со тоа сакам да ви одговорам на претходното прашање, нели каква е таа емотивна состојба на сите нас, како што ние се справуваме на одреден начин, кој што во голема мера зависи од нашето воспитување како деца, зависи од тинеџерските години, зависи од она што вие сте одлучиле да го абсорбирате во адолесцентниот период, значи кога е период кога се формира личност, така бидејќи тие сте на пониска ментална возраст, имаат понизок коефициент на интелигенција, тоа само со себе го носи и дијагнозата која што им се припишува. Значи и тие реагираат на некој си друг начин. Она што е најбитно и најважно, борбата за нив секогаш ќе постои и ќе продолжи и ќе ја има, не само овдека ќе има и дури и во тие развиени земји, бидејќи таму сигурно има проблеми, никаде не е совршено. Овдека почнува најпрво да се смени законски, значи петицијата, иницијативата и собирањето на потписи почна за да се чуе гласот, за да се покаже. Значи кога завршија, кога се сфакува шаторите, рекоа дека ќе дојдат на наредниот месец, бидејќи не собира потписи и тогаш целта беше 10.000. Сега се зголеми на 100.000. Не знам официјалната бројка, меѓутоа еве да речеме ако ние успеавме скоро 2000 потписи од Куманово да собереме, зборам порака наша, значи нашата организација, сигурно има вклучено и други организации кои што собираат потписи. Значи дека бројката е достигната во секој случај. Достигната е сигурно и сега ќе се чека на дело. Кога ќе се оствари, на кој начин ќе се оствари, не знам, меѓутоа тие се неуморни и никогаш нема да се откажеш ти од своето дете и никогаш нема да престанеш да ја водиш, нели, таа борба, затоа што те засега директно тебе, а и сите нас кои што имаме барем малку чувство за колективна одговорност. Тоа е она што ми се допаѓа во ова иницијатива, се покажа колку волонтери се пријавија само за да помогнат, колку луѓе се пријавија да ги донесат своите лични карти, да дојдат до центарот кој што не е баш во центар, значи да дојдат до горе, до порака наша, само за да се потпишат, само за да ги подржат, што е еден за мене барем светла точка во овие денови, во овој период, за тоа што еве тоа чувство на колективна одговорност, дека правиш нешто за друг, не правиш за себе, а не те засега директно себе, е од огромно значење. Значи без разлика што сега се работи за категоријата која јас сум директно поврзана, јас ја поддржувам таквата иницијатива и ќе го поддржувам таквиот чин за било која маргинализирана заедница. Затоа што сакам да живеам во демократско инклузивно општество каде што нема да зборуваме, нели, како викаат, малите луѓе зборуваат за луѓе, големите луѓе зборуваат за идеи. Да зборуваме за идеите и за оно што може да се подобри. Лицата со посебни потреби ќе бидат тука и за жал ќе има уште. Значи се раѓаат како такви, се раѓаме и ние со некои своји мани. Меѓутоа, ние не се стигматизираме на некој си друг начин, тие се стигматизирани систематски. Тоа е она што е проблематично. Значи,
за нив е доволна насмевка, ако збориме за ден, од ден на ден, значи насмевка. И ми беше интересно што споменавте дека ние сме и лекари, и кувари, и се, бидејќи тоа е исто нешто што го зборуваме во центарот. Такви се активностите. И јас, иако сум психолог, и колегите, иако секој си има своја професија, ние на крајот од денот сме нивни пријатели пред се, нивни едукатори, меѓутоа работиме се заедно со нив. Значи, кога има кројачка работилница, со нив се седнува, се шие, се крои кој колку може, кој може конци, кој може да исцрта со креда. Кога се прави ручек, значи, некој од нас е со нив да им помогне да ги организира како се прави ручек. Кога се прават пароли, ќе ги правиме заедно, значи, кога се зборува за нешто, ќе зборуваме заедно. И со нас го имаат постигнато таквиот однос и со нивните семејства. Фали малиот дел од општеството, значи, Тој сегмент. Да, сегмент кој што треба да не се трга, кој што не треба прво да го трга образот на друга страна, значи кој што не погледот, сигурно сакав да кажам, кој што не треба да го тргна погледот, бидејќи нема потреба од такво нешто. Нашите корисници дури пред Центарот на култура самите приоѓа и самите се поздравува и со луѓе што не ги познаваат. Значи тие се такви, тие ќе ви придат и ќе ви кажат како си, здраво, дојди, значи без разлика дали иницијатива или не, само со тоа што се надвор. И се надеваме само дека ќе не има уште повеќе и дека оваа тема нема никогаш да здосади и не би требало да здосади. Сигурна сум дека тоа е така. Еве со оваа убава порака од психолошко лице од Здруженијето Регионален центар порака, наша повторно уште една порака, ќе го затвориме и денешното издание на Нов ден. Ви благодарам за тоа што ни бевте гостинка и се надевам дека во иднина пак ќе се гледаме, секогаш ми е чест кога сте кај нас во студиото. И благодарам истина вас. Почитувани, како што рече господица Костовска, малите луѓе зборуваат за луѓето. Јас ќе додадам дека средните, или како се вели, просечните луѓе, тие зборуваат за случувањата, додека големите зборуваат за идеите. Лесно е да се стигне од идеја до реализација. Доколку на било каков начин можете да им помогнете на овие лица, вашето малку за некого ќе значи многу. Ви благодарам за тоа што не следевте. Следна средба ви закажувам утре со почеток во 8 часот. До тогаш имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.